Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитани гледачи. Вие сте на вистинското место и во наредните 50 до 55 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва, две во едно. Едно интервју и една политичка анализа на иста тема. Зошто Зоран Заев фронтално тргна против Димитар Апасиев? Која беше политичката логика на Зоран Заев да тргне против Димитар Апасиев? Ако сите математики, сите математички проценки од изборите на 15 или минатата година покажуваат дека гласовите на левица се всушност гласови на незадоволните ВМРО-вци во еден најголем дел, тогаш нели се постава прашањето или се бара логиката зошто Зоран Заев тргна фронтално против Димитар Апасиев и левица, бидејќи на тој начин може би му помага на Христијан Мицко. Значи, вечерашната емисија, вечерашната анализа, вечерашното интервју во најголем дел ќе бидат посветени на таа тема или на таа дилема зошто Зоран Заев фронтално тргна против Димитар Апасиев. Ако целата анализа се сублимира, тогаш има 3 поенти, 3 пункта каде што може да се побара одговорот зошто Зоран Заев некаде пред еден месец, но на собраниска седница кога се поставува пратенички прашања, така избриша патов со Димитар Апасиев. Тие 3 точки би можеле да ги сублимираме на следниот начин. Како прво, го посакува Димитар Апасиев да биде лидер на опозицијата. Како второ, тие десни, екстремно десни гласови, кои секојаш гласале за ВМРО ДПМН, а сега се повеќе наклонети кон Димитар Апасиев, Зоран Заев сака да останат ка Христијан Мицковски, бидејќи му е неопходно да останат ка Христијан Мицковски, знаете. Ако тие десни гласови излезат од чинелот, од контото, од прегратките на Христијан Мицковски, тоаш Христијан Мицковски лесно ќе може да направи реформа во ВМРО ДПМН, да ја продади приказната дека тоа е реформирано во ВМРО ДПМН. Со тие десни гласови, проруски гласови, сатанисти, глобалисти, антиваксери, така натаму, кои во еден најголем дел се залепија за Димитар Апасиев, ако останат за шинелот врзани на Христијан Мицковски, Христијан Мицковски никогаш не може да ја менаџира таа партија, таква една партија со еден таков широк спектар и конгломерат на гласови на гласачи кои гласа за ВМРО ДПМН и никогаш не може да ја реформира. И како трето, може би Зоран Заев посакува на чело на ВМРО ДПМН да остане Христијан Мицковски. Може би посакува тие екстремни десни гласови да се врзат за Христијан Мицковски и во таа пресметка која сега следи еден па втор конгрес во ВМРО ДПМН, тие брутални ВМРО-вски гласови, тие брутални ВМРО-вски гласачи, кои водат највалкани кампањи, да бидат врзани за Христијан Мицковски и да може да се води една валкана кампања помеѓу таа така наречена Мериот коалиција и структурата под контрола на Христијан Мицковски. Сума сумарум, почитувани гледачи, на Зоран Заев не му одговара да постојат сини зони или сиви зони, него му одговара да постои црно-бела поделба во Македонија, посебно во македонската политичка или на македонската политичка сцена. Русија, Америка, Манчестер Юнајтед, Ливерпул, Интер, Јувентус. И тие две Македонии да бидат перманентно скарани. Ако тоа е Македонија и го има клучот на таа Македонија која комуницира со Вашингтон, која комуницира со Брисел, тогаш опозицијската Македонија треба да комуницира со Русија и со Кина. Тоа е таа црна-бела поделба која му одговара на Зоран Заев и тој ќе ја стимулира таа поделба. Ако не може таа поделба да ја направи со Христијан Мицковски и со ВМРО ДПМН на Христијан Мицковски, ќе ја направи со Димитар Апасиев. Со разигрување на двете опции, со фронтален напад на Димитар Апасиев, Зоран Заев сега има на маса две можности. Лидер на опозицијата да биде или Христијан Мицковски, да биде или Димитар Апасиев. Кој од нив двајца да биде лидер на опозицијата, тој не треба да биде за проевропска или прозападна Македонија, туку треба да биде за проруска или прокинеска Македонија. Тоа е филозофијата на Зоран Заев. Само со таква филозофија, на овие силни афери, но овие силни глупости кои тој ги прави во текот на своето владење веќе 3,5 години, тој може да остане на власт во Република Македонија. Ако не постои таква опозитна Македонија, која ја представуваат антизападниот, како што велат Христијан Мицковски или антизападниот Димитар Апасиев, Зоран Заев нема да може да ужива поддршката на меѓународната заедница и да остане на власт во Република Македонија. Иницијативниот одбор за вонреден конгрес на ВМРО ДПМН најави дека на 28 март, најверојатно во салата Борис Трајковски, ќе се случи тој вонреден конгрес на партијата. Се најавуваше 6 или 7 месеци и сите ние мислеме дека нема да дојде до таков вонреден конгрес и тие навистина го закажа вонредниот конгрес за 28 март оваа година. 7 дена после конгресот на СДСМ, кај што Зоран Заев треба да биде избран на непосредно гласање на целото членство на
СДСМ. Гледате, СДСМ може да спроведе еден конгрес и тој конгрес да биде спроведен мирно, демократски, без никакви таламбаси, а ВМРО ДПМН секој конгрес да биде историски, да има конфликти, вадење на ножеви, тепање, малтретирање, оговарање, навредување, така натаму и така натаму. Сега овие делегати кои бараат вонреден конгрес биле платеници на Заев. Ама тоа се истите делегати кои го избра на Валандовскиот конгрес декември 2017 Христијан Мицкоски. Ако се платеници на Зоран Заев, видите колку е глупа таа логика. Ако се платеници на Зоран Заев, тога значи дека платениците на Зоран Заев го избрале Христијан Мицкоски на Валандовскиот конгрес 2017 година. Ако платеници на Зоран Заев го избрале Христијан Мицкоски да биде лидер на ВМРО ДПМН, тога значи го избрале бидејќи сметале дека е неспособен и дека ќе ги изгуби сите избори против Зоран Заев. И тоа се случи. Христијан Мицкоски ги изгуби 5 изборни циклуси. Еден бойкотираше тој Штип и 4 изборни циклуси, тоа се Ново село, тој Охрид, парламентарните и председателските избори. Значи, ако овие делегати кои го избрале Христијан Мицкоски, сега истите тие делегати бараат вонреден конгрес на партијата, се платеници на Зоран Заев, тоа значи дека платениците на Зоран Заев го избрале неспособниот Христијан Мицкоски да биде начело на ВМРО ДПМН, за да може СДСМ да победува на сите избори против ВМРО ДПМН, се доека начело на таа партија е Христијан Мицкоски. Јас сум го напаѓал Никола Груевски, сум го напаѓал и кога бил на власт, и кога луѓето одеа со 20 милиграми испиени диазепами на средби со него и сум ја правил емисијата за Никос Груевс, а го напаѓам и сега, кога е избеглица или кога има побегнато, или кога има побарано политички азил во Будимпешта. И го демонтирам тој негов модел на владење, кога нарекувам груевизам. Тоа не е персонално нешто, туку е модел на владење кој сметам дека треба да биде демонтиран во денешна Република Македонија. Меѓутоа вие не можете да го негирате фактот дека Никола Груевски победуваше на 11 избори. Дека Никола Груевски на сите избори на кои учествуваше, освен на првите и на последните, го има поразено СДСМ. СДСМ на Бранко Царенковски, СДСМ на Владо Бучковски, СДСМ на Радмила Шекерински, СДСМ на Зоран Заев. Знаете, сега одеднаш луѓето кои го поразувале СДСМ се платеници на СДСМ, се криминалци на СДСМ, тоа е Никола Тодоров, тоа е Сашо Мјалков, тоа е Митко Јанчев во Кавадарци. А овие кои губат 5-6 пати од СДСМ се луѓе кои ќе го соборат СДСМ. Па тука нели нема логика. Како може платениците на СДСМ во ВМРО ДПМН, криминалците на СДСМ во ВМРО ДПМН да го поразуват 11 години СДСМ и тие да се лошите, а овие кои губат 5 години од СДСМ, кои ги имат изгубено сите избори од 2017 година до денес од СДСМ, тие да се луѓе кои се борци против СДСМ и ќе го соборат СДСМ од власт во Република Македонија. Тоа е некоја космодекс филозофија. Таква космодекс филозофија може да му падне на памет само на Христијан Мицкоски, на неговото дувло и на тие платеници кои одработуваат за него. И гледате, почитувани гледачи, тоа е тој така наречен модел на Византија. Византија од голема империја на крај се сведе на тврдините на Византија, тоа е градот Цариград, Константинопол или денешен Истанбул. Всушност Византија можеше да води војни последните 1 или 2 века на своето постоење само со одредени платенички одри. Одредени луѓе или одредени структури кои тие ги наемуваа за пари и тие војуваа во името на Византија. Тоа е партијата ВМРО ДПМН. Таа е партија која е сведена на Белата палата. Гледате, Христијан Мицкоски шета пазари, оди во теретани, дава изјави, се качува на водно, меѓутоа не прави тоа што треба да прави лидер на една партија, а тоа да ги посетува општинските комитети. Знаете зошто не ги посетува општинските комитети? Бидејќи има ветено на 500 луѓе дека ќе бидат пратеници, градоначалници, советници на градоначалнички или на советнички листи, сега не може да се соочи со тие луѓе. Има проблеми Прилеп, има проблеми Охрид. Во Гостивар му се предложени 4 кандидати, го има поништено конкурс за избор на лидер на ВМРО ДПМН во Гостивар. Зошто? Бидејќи треба да се пазари со Арбен Таравари. Бидејќи Арбен Таравари со гласовите кои му ги стават на располагање Никола Груевски и Никола Тодоров победува на изборите 2017 година. Тоа не сака да си го признае Таравари, дека со гласови на режимското ВМРО победува на изборите во Гостивар. Затоа Христијан Мицкоски не оди по општинските комитети, оди секаде во државата, се појава по кафани, јади, се гоштеа во Камник, оди во теретана, се качува на водно, но не оди на средба со лидерите на општински комитети. Зошто? Бидејќи се плаши да излезе од Белата палата и се плаши да оди на средби со општинските комитети. Тоа е хендикепот на Христијан Мицкоски. Знаете, вие може да ги лажете сите луѓе одредено време, но не можете да ги лажете сите луѓе цело време. Одедна сега, тие луѓе кои вие сте ги лажеле 3 години, се треба да ги погледате во очи и да им кажете дека тоа што сте им го ветувале не можете да го исполните. И не е потребен конгрес на 28 март.
Христијан Мицкоски нема да може да ја контролира партијата и без тој вонреден конгрес, бидејќи врие во рамките на таа партија. Врие, бидејќи човекот не знае да менаџира. Тој е хендикепот на Христијан Мицкоски. ВМРО-ДПМНЕ, постојано велам, е многу покомплексна партија од СДСМ. СДСМ се контролира на еден сосема друг начин. Чувството, потребата за власт всушност ги мобилизира сите гласачи на СДСМ и функционери на СДСМ. Во ВМРО не е така. Во ВМРО-ДПМНЕ вие може да направите сериозен конфликт ако не сте министер за надворешни работи, сте министер за внатрешни работи. Во ВМРО-ДПМНЕ е конфликтна партија. Во ВМРО-ДПМНЕ е партија која тешко се контролира. Тоа тешко му успеваше на Лјупчо Георгиевски, најдобро досега го има правено Никола Груевски. Всушност Никола Груевски направи еден таков софистициран и комплициран механизам на контрола на ВМРО-ДПМНЕ, модел на груевизам кој јас го нарекувам, што било кој друг надвор од Никола Груевски не може да владее со така инсталиран груевизам во врвот на партијата. Било кој лидер на ВМРО-ДПМНЕ треба да направи еден сосема друг модел за да може да раководи, да владее со таа партија. Христијан Мицкоски ниту има капацитет, ниту има желба да го инсталира својот модел, а да го деинсталира моделот на Никола Груевски. Не дека тој нема политичка сила во моментот, не дека Никола Груевски е посилен од него во моментот. Јас мислам дека сега во овој момент Христијан Мицкоски е политички многу посилен од Никола Груевски. Тука е работа на капацитет. Тука е работа дали ви имате капацитет да инсталирате ваш модел во ВМРО-ДПМНЕ. И затоа моделот на Христијан Мицкоски е византиски модел или модел на Византија. Тоа е партија која функционира само во Белата палата. Христијан Мицкоски се чувствува комотен само во Белата палата и функционира со помош на овие платеници, кои ги плаќа во Дувло, групацијата на Синиша, односно на Завишо филм, луѓето на Твитер и така натаму, односно оние орди кои добиваат наредба да денунцираат сите, да ги денунцираат сите кои размислат различно од Христијан Мицкоски. Тој модел на Византија ќе престане да постои кога ќе му се прекинат парите, знаете. Византија можеше да функционира додека имаше храна и додека имаше вода. Кога престана да има храна, кога престана да има вода, луѓето почна да се тепат натре помеѓу себе. Тоа ќе се случи во ВМРО-ДПМНЕ и без конгрес на 28 март, бидејќи моделот на Византија не може да трае до недоглед. И тој модел има рок на траење. Ќе трае додека има пари и додека тие пари може да се трошат. Зошто ова го кажувам, почитувани гледачи? За да се смени оваа власт. Ова власт која не може да набави една вакцина. Гледате кои се овие зафарканци со вакцините од Србија. Овие ви ветоат вакцини, 8000 вакцини, вие не може да ги добиете. Може би србите намерно ве пуштаат низ вода. Сака да ви покажат кој се газди тука на Балканскиот полуостров, кој се газди во Република Македонија, но тоа вие не смеете да си го дозволите кој власт во Република Македонија да зависите од волјата на Александар Вучич дали ќе ви даде 8000 или нема да ви даде 8000 вакцини. За да се собори оваа власт, вас ви е потребна способна опозиција. Опозиција која ќе игра утакмица доле на теренот. Ова опозиција не е дури ни на трибините, ова опозиција е тамо некаде во паркот позади стадионот. Значи ова опозиција од паркот позади стадионот прво треба да дојде на трибините на стадионот и подоцна со силни реформи да се симни на теренот да може да игра утакмица, да може да го порази Зоран Заев. Затоа се овие мои критики према опозицијата. Ваква е една маргинализирана опозиција, која велам не е дури на трибините, тука е тамо некаде во паркот позади стадионот, прва да ја да онесиме на трибините, а потоа да се симне на теренот за да го порази Зоран Заев. Се дека тоа не се направи, Зоран Заев, ваков како што е клјакав и никаков, ќе владее во Република Македонија. Тоа е суштината на се оно што ви оговора. Пред една недела беа објавени анкети какво е расположението на гласачите во Унгарија. Унгарија е многу битна поради Виктор Орбан и поради тие унгарски пари кои се вложат во медиумите под контрола на ВМРО-ДПМНЕ. За прв пат зружената опозиција после 10 години е во водство пред Виктор Орбан. Тоа значи, почитни гледачи, дека Виктор Орбан се подготвува дека може да ги изгуби изборите кои ќе се случат наредната година. Значи парламентарните избори во Унгарија ќе се случат наредната година. Гледате, ма ја вадат прва аферата со оној негов близок соработник кој е најден во геј оргија во Брисел. Сите тие знаат дека тој има такви геј склоности со години наназад, меѓутоа аферата ма вадат токму сега, после поразот на Доналд Трамп на изборите во Америка, доаѓањето на новата администрација и за прв пат здружената унгарска опозиција сега на анкетите води против Виктор Орбан. И ова се две многу битни работи за нас, за нашите политички разврски, за политичките разврски во Република Македонија, почитувани гледачи. И не толку поради Никола Груевски, кој има политички азил во Унгарија, во Будимпешта, туку поради самиот Виктор Орбан. Ако Виктор Орбан изгуби власт, мислите дека ќе остане да живее во Унгарија? Дека унгарската сегашната унгарска опозиција која ќе дојде на власт
после силни порази 11 години, после силни малтретирање 10-11 години, ќе го остави на слобода Виктор Орбан? Не, Виктор Орбан ќе има судбината на Никола Груевски. Русија е скапа, Турција нема да го прими, каде ќе бара политички азил или каде ќе се засолни со својот капитал Виктор Орбан во Република Македонија. Затоа се тие 7-8 милиони евра кои се досега инвестирани во медиумите, во унгарските медиуми во Република Македонија, да има каде политички да се засолни Виктор Орбан ако ги изгуби изборите идната година во Унгарија, односно парламентарните избори во Будимпешта. И затоа му се помага на Христијан Мицкоски, затоа се помага на ВМРО да помане. Затоа Христијан Мицкоски постојано му ветува на Виктор Орбан дека ќе победи на следните избори. Тоа знаете како ФК или КК следна сезона. Така беше Црвена звезда. Секоја наредна сезона, на почетокот на сезоната тие станува шампиони, на крајот ги губеа финалињата. Така и со ВМРО да помане. На секој одење кон Орбан, тие му ветува дека ќе победат на следните избори, што се случи ги губат следните избори. И затоа Виктор Орбан е нервозен и затоа беше она средба која се случи некаде пред 3 недели во Будимпешта, токму на денот на инаугурацијата на Џо Бајден, кај што Христијан Мицкоски требаше по 15 пат да му вети на Виктор Орбан само што Зоран Заев не паднал од власта во Република Македонија. Затоа се битни тие политички разврски во Будимпешта, бидејќи тие политички разврски во Будимпешта во голем дел ќе зависат и политичките разврски во ВМРО да помане. И не анализиравме она посета на Александар Николовски и на Христијан Мицкоски на Будимпешта некаде на 20 јануари оваа година. Помина 3 недели, па беа интервјуата со Пандов, беа интервјуата со Олза Грчева, отиде емисијата во некој сосема друг правец, а таа е многу битна средба. Има најмалку 2 или 3 причини зашто таа средба се случи баш тој ден. Тогаш беше инаугурацијата на Џо Бајден, Христијан Мицкоски не беше поканет од американската амбасадорка да го следи преносот во живо на инаугурацијата на Џо Бајден и беше непријатно лидерот на опозицијата да објасни зашто не е поканет заедно со амбасадорката, со премиерот, со претседателот на државата да го следат преносот во живо во инаугурацијата или од инаугурацијата на Џо Бајден. Како второ, бидејќи Македонија се соочува со сериозна криза на набавка на вакцини, посетата на Христијан Мицкоски беше така темпирана да може да набави одредено количество на вакцини, дали од Маđarска, односно од Крајина, дали од Словенија, односно од Љубљана, од неговите пријатели Виктор Орбан или Јанес Јанша, и како победник на бел конј со тие вакцини да се врати во Република Македонија од Маđarска, односно од Унгарија или од Словенија. Ако тоа се случеше, можете ли да предпоставите која силна шамарчина ќе беше за Зоран Заев? Неспособниот Зоран Заев, кој премиер на владата, не може да набави вакцини, но затоа способниот лидер на опозицијата, Христијан Мицкоски, се враќа со вакцини од Будимпешта или од Љубљана. Тоа беше суштината на таа посета на Христијан Мицкоски. Велам, имаше 2 или 3 символични геста зошто таа посета се случи во тој временски период. И што се случува? Луѓето кои му ги има дадено Pfizer вакцините на Александар Вучич, му вртат на Александар Вучич и вели пратете му 8000 вакцини на Зоран Заев. Александар Вучич така ги праќа вакцините на Зоран Заев. Луѓето кои му ги дават Pfizer вакцините, а Pfizer вакцините не се ни руски, не се ни кинески, туку се германско-американски вакцини, му се дадени на Зоран Заев. Така се спасува Зоран Заев. Вучич тоа го прави неволно и затоа и Ана Брнабич, премиерката, и Александар Вучич се ги прават сите овие зачколици, напади, па дури обвинот Македонија дека е неспособна, не може да ги прими вакцините. Значи, од една страна Србите даваат вакцини, од друга страна прават све да ви покажат колку сте вие неспособни. Тоа е односот на Александар Вучич и кон СДСМ и кон ВМРО ДПМН изминатите неколку години. Карактерот на Александар Вучич таков. Меѓутоа, вакцините, те 8000 Pfizeroви вакцини се дадени не дека Александар Вучич сакаше да ги даде, туку му беше наредено од тие што него му ги дадат тие вакцини 8000 дози да ги испрати во Република Македонија. Кога тоа го дознава Христијан Мицкоски, тогаш како меор од сапуница се распаѓа неговата конструкција. Доди во Будимпешта и доди во Љубљана и како победник со вакцини да се врати во Република Македонија. Тоа е суштината на посетата на Христијан Мицкоски на Будимпешта и на Љубљана, подоцна и на Загреб. Како прво, да не присуствува на инаугурацијата на Џо Бајден, бидејќи не беше поканет на директниот пренос со кој се следеше инаугурацијата на Џо Бајден, и да се врати со вакцини во Република Македонија. Нормално се разговараше за пари. Пари на Виктор Орбан кои треба да влезат во структурите на македонската опозиција. И доаѓаме до американската амбасада, до амбасадорката Кейт Мири Брнс. Заради мислите, почитувани гледачи, дека е пријатно чувството вие да бидете амбасадорка во држава која е на 111 место според процентот или перцепцијата на корупција во државата? Заради мислите дека е пријатно на Кейт Мири Брнс да објаснува дека е амбасадор, дека е американски амбасадор, посебно амбасадор на држава која толку внимава на таа корупција, е толку битна таа корупција, вие да бидете амбасадорка во држава која паѓа на листата на перцепција на корупцијата. Македонија е на 111 место.
И можете ли да претпоставите со каква кнедла во грлото ги пишува извештаите до Стейт Департмент од американската амбасадорка и треба да гарантира за премиер и за влада дека ќе се справат со корупцијата. И кога ќе каже амбасадорката дека резултатите од реформите треба да бидат веднаш, тоа не значи за 2 години, туку треба да бидат веднаш. Можете ли да претпоставите ако сега на сцената имавме реформирано ВМРО, која немаше да ги промаше сите процеси, која немаше да биде во ауто сите процеси од референдум до попис и така натаму и така натаму. Колку ќе траеше политичката кариера или премиерската кариера на Зоран Заев? 1 месец, 2 месеци, 5 месеци, но немаше да трае во години. Само благодарејќи на нереформираното ВМРО, кој во ауто сите процеси, Кейт Мери Бърнс може би само да го притиска Зоран Заев и СДСМ или во рамки на СДСМ да прави одредени прегрупирања на силите, но не може да се подпри на Христијан Мицкоски и на ВМРО ДПМН. Тоа ви го кажувам веќе 2 години. ВМРО ДПМН е аут од процесите. За да може да се врати во игра, треба да се врати во процесите. Тогаш Кейт Мери Бърнс нема да апелира до Зоран Заев, туку ќе го притиска Зоран Заев, бидејќи опозицијата ќе биде подготвена да дојде на власт. Ова опозиција не е подготвена да дојде на власт. И тоа е суштината на политичките процеси во Република Македонија. Гледате, тој модел на Зоран Заев се растура како кула од карти. Тој не успева да го спаси ниту специјалното јавно обвинителство. И сега структурите кои го растурија специјалното јавно обвинителство, а Зоран Заев не успеа да го спаси специјалното јавно обвинителство, сега истите тие структури го напаѓаат министерот за правда Бојан Маричич. И ние токму на примерот на министерот за правда Бојан Маричич ќе можеме да разлучиме, да разбереме, да сватиме или да оцениме дали Зоран Заев е дел на решението или дел на проблемот во Република Македонија. Ако Бојан Маричич биде пуштен из вода како што беше пуштена Катица Јанева, тога Зоран Заев ниту планирал да се бори против корупцијата во Република Македонија. Чабе го става Љупчо Николовски да биде начелот на антикорупцијската борба во Република Македонија, ако не може да го заштити министерот за правда, ако не сака да го заштити министерот за правда. Всушност министерот за правда сега ќе биде лакмусот кај што ние ќе можеме да видиме дали Зоран Заев сака да се справи, може да се справи, знае да се справи со корупцијата или не знае тоа да го прави. Ако не знае тоа да го прави, ќе биде поразен на локалните избори. Нема да биде поразен од Христијан Мицкоски, ќе биде поразен од граѓаните во Република Македонија. Во Скопје, посебно во урбаните средини, вие не можете да победите на избори ако не покажете резултати во таа борба против корупција. Најсензитивни се урбаните гласачи во таа борба против корупцијата. И тоа ќе биде тестот дали Зоран Заев ја разбра пораката на времето или не ја разбра пораката на времето. Ако не ја разбрал пораката на времето, тогаш патот кон негова политичка пензија ќе биде трасиран. Ако ја разбрал, тогаш има шанси да ја продолжи својата политичка кариера и да ја крониса со иден претседател на Република Македонија. И вие точно ги гледате слабите места, почитувани гледачи, каде е крахиран моделот на Зоран Заев. Роберт Поповски беше министер, сега е национален координатор. Не се појавува на работа. Не може да воспостави контрола на оној медиумски простор, просторот на социјални мрежи, кај што руските ботови се главни. Тамо СДСМ не да ја губи битката, туку катастрофално губи 10-0. Мухамед Зекири и коалицијата со БЕСА не ги дадоа очекуваните резултати. Крахиран е тој модел како албанските гласови или албанските гласачи ке гласа за СДСМ. Ниту Мухамед Зекири е корисен, ниту е корисен председателот на БЕСА. Тие не ги испорачаа ветените резултати. Затоа СДСМ победи само со 2 пратеника разлика во однос на ВМРО ДПМН. Ако Мухамед Зекири, лидерот на БЕСА, ги испорача ветените резултати, тогаш разликата помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН ќе беше 6 до 8 пратеника како што покажува анкетите. Меѓутоа, бидејќи Мухамед Зекири и лидерот на БЕСА тоталка ги промашија своите ветувања, своите стратегии, како албанските гласови гласачи да гласаат за СДСМ, разликата е само 2 пратеника. И тоа е Рената Тренеска-Десовска, поранешната министерка за правда. Жената не направи ништо да го спречи и да го порази криминалот во Република Македонија. Во нејзин мандат се распадна специјалното јавно обвинителство, а таа се фалеше дека ги заштитила предметите на специјалното јавно обвинителство. Па како можете да велите дека со водата сте го фрлили детето, ама ви останала нечистата вода и вие ќе се справите со нечистата вода? Тоа е Рената Тренеска-Десовска. И тоа се трите структури кој покажа како е крахиран моделот на Зоран Заев. Рената Тренеска-Десовска е трната, таа е смената, си има вратено на правниот факултет, сега удорот на Бојан Маричич. Роберт Поповски никош и не знаел како треба да ги контролира тие процеси. Јас не знам зашто го ставија на таа функција.
Нито тоа знаеше да го прави како новинар, нито тоа знае да го прави како функционер, како политичар. Од друга страна, Дамјан Манчевски, кој имаше големи политички амбиции, беше пуштен низ вода, бидејќи не можеше да расчисти со администрацијата. 50% таа администрација со која не можеше да расчисти или да стави под контрола Дамјан Манчевски, на изборите на 15 јули работеше во кампањата на ВМРО ДПМН, и тоа се албанските гласови. Тоа е Мухамед Зекири, кој може би бил добар новинар, но никош не бил добар политичар, сега како некој утешна награда му дадоа да биде генерален секретар на македонската влада. Внимавајте. Човекот кој има завршено средно теолошко училиште, вие го ставате да биде генерален секретар на македонската влада. Секретар на владата била Ленче Софорниевска, врвен правник, потоцна станал председател на апелациониот суд во Република Македонија, и вие го ставате генерален секретар на владата Мухамед Зекири, кој има завршено средно теолошко училиште. Требаше да биде директор на фондот за здравство, освен тоа што има пиено парацетамол и аспирин, од здравство толку се разбира. И тамо се покажува како крахира моделот на Зоран Заев. Ако сака Зоран Заев да победи на локалните избори, а ќе победи бидејќи е неспособен Христијан Мицковски, ќе мора да ги расчисти овие процеси. Ќе мора да воспостави контрола врз овие процеси. Криминалот, албанските гласови и борбата против корупцијата во Република Македонија. Ако тоа не го стави под контрола, тогаш ќе бидат броени деновите на негово останување на власт во Република Македонија. Се отвора нов конфликт во рамки на власта во Република Македонија. Во интервјуто за ТВ24, македонскиот председател Стево Пендаровски рече дека нема никаков проблем за него ако се одложи пописот во Република Македонија за 2 или за 3 месеци или се одложи на неопределено време. Всушност, битката на Стево Пендаровски не е за пописот, туку за изборите 2024 година. Стево Пендаровски уште од сега размислува за изборите, за вториот мандат председателски кој треба да го освои на изборите 2024 година. Тамо нема да му биде против кандидат некој од ВМРО ДПМН, против кандидат ќе му биде Зоран Заев. И тоа што сега го прави Стево Пендаровски, прави се да го елиминира Зоран Заев или да се договори со Зоран Заев да не трча на председателските избори 2024 година. Да не му се случи тоа што му се случи на Српската радикална странка, кај што Томислав Николич, кој очекуваше да биде или да добие втор председателски мандат, беше во последен момент пуштен низ вода изигран од Александар Вучич. Стево Пендаровски се плаши од таква можна политичка разврска, тој ќе направи све во наредниот период да го изостри конфликтот со Зоран Заев, да се прикажи како помоќен од Зоран Заев, да си направи одредена лоби структура, политичка структура која ќе му биде него лојална, не на Зоран Заев, бидејќи конфликтот Стево Пендаровски и Зоран Заев, а тие двајца никош не се сака. Никош посебно не се почитува еден со друг, и то се гледа од нивните телевизиски интервјуи кај што едниот за другиот говорат со блага доза на омаловажување. Значи тој конфликт помеѓу Стево Пендаровски и Зоран Заев ќе ескалира за изборите 2024 година. Кој мислите ќе победи во тој конфликт помеѓу Пендаровски и Зоран Заев? Секогаш помеѓу интелигентен и итар политичар победува итар политичар. А Зоран Заев во овие 10-15 години покажа дека е можеби најитриот политичар во Република Македонија. Тој нема некоја блескава политичка интелигенција, но тој е македонска верзија на Тодор Живков. И тоа што беше Тодор Живков во Бугарија, тој е Зоран Заев во Република Македонија. Една политичка и троштина која има ставено во функција на моделот на владење кој го практицира и во СДСМ и во Македонија. Знаете што беше топ тема минатата недела, почитувани гледачи? Дека бугарската државна телевизија ќе може да се гледа на македонските кабелски оператори или на понудата на македонските кабелски оператори. И тоа беше топ тема во Република Македонија. И таа топ тема покажа колку ние македонците врска неаме од политика, колку сме дрва за политика. Па не е проблемот што бугарите се појавуваат на медиумите во Република Македонија. Напротив, тоа е предноста. Тоа е слабост на бугарите. Бугарите немаат проблем бидејќи не се појавуваат во македонските медиуми. Бугарите имаат проблем бидејќи многу се појавуваат во македонските медиуми. Кога почнавме ние повторно да ги мрзиме бугарските политичари, бугарскиот народ и бугарската држава, кога почна секој ден на нашите медиуми да се појавуваат Захариева, Бојко Борисов и Каракачанов. Затоа ние треба на бугарите не една телевизија, 10 телевизии да има возможиме да се гледат на македонските кабелски оператори или македонските граѓани да може да гледат 10 бугарски телевизии. Што мислите, почитувани гледачи? Во оној момент кога вие на некоја бугарска телевизија ке слушните дека Калино моме или македонско девојче се бугарски или български песен, како вие ќе реагирате? Па има да ги мрзите бугарите. Има да сакате од земја да ги екнете бугарите.
И затоа, колку повеќе бугарски телевизии во Република Македонија, толку помалку омилени ќе бидат бугарите и бугарска држава во Република Македонија. Бугарите не можат никогаш да ја најдат мерката. Бугарите немаат она вештина на србите да се присутни, но тоа да го прават на еден фин и суптилен начин. Бугарите тоа го прават на еден ропачки, на еден селјачки начин. Тие доаѓаат и ви кажат дека македонско девојче е бугарска народна песна, дека Калино моме е бугарска народна песна и ви иритираат. И на тој начин тие смета дека ќе ви покаже дека не сте во право, дека ќе ви ја скршат кичмата и вие така со скршена кичма ќе станете бугари. Не. То само бугарски шутраци може да размислуваат така. Бугарите, ако има 10 телевизии во Република Македонија, има 1% македонец кој ќе има убаво мислење за бугарите. Затоа на бугарите треба да им возможиме не 10, 100 телевизии да отворат. Сите бугарски телевизии да можеме да ги гледаме во Република Македонија. Прво, никој нема да ги гледа бугарски телевизии, и второ, секој што ќе седне да ги погледа тие бугарски телевизии има толку да ги мрзи бугарите, што бугарите нема да можат у наредни 2000 години секој ден по 100 евра да ни дават, ние повторно да ги засакаме. Тоа е таа бугарска шутрачка филозофија. Те мислат сега ќе отворат телевизии и дека нивниот проблем со македонците е бидејќи ние сме индоктринирани со српските телевизии и затоа не ги сакаме бугарите. Се бугарите ќе отворат една телевизија, па ќе отворат 10 телевизии, па ќе купат некој телевизија и ние ќе ги засакаме бугарите. Не, колку повеќе телевизии вие отварате, колку повеќе Каракачанов, Захариева и целата таа шутрачка структура е присутна во медиумите во Република Македонија, толку ние помалку ќе ги сакаме бугарите. Како што ви најав во неделата, вечерва ќе имаме интервју некаде околу 38-39 минути со Благојче Танасовски. Имаме една нова концепција, почитувани гледачи. Полека се подготвуваме емисијата во центар да оди 3 пати неделно. Да има едно македонско интервју, да има едно странско, српско, хрватско, бугарско или било какво друго интервју и да има едно досие. Овие млади политиколози, политичари, млади научници, јавни личности ќе почнам да ги промовирам во мојата емисија и така ќе се подготвам за тоа досие емисија, кај што ќе има кратки интервјуи, кај што ќе се одработат одредени истражувачки истории, така натаму и така натаму. Вечерва интервју со Благојче Танасовски, одлично интервју, останете со нас околу 37 минути, треба сигурно нема да зажалите. Зошто Заев тргна против левица? Дали цело време велевме дека левица всушност е формирана од ВМРО-ДПМН, но на крај гласовите или еден поголем дел на гласовите на незадоволните од ВМРО-ДПМН завршија на 15 јули на контото на левица. Зошто Зоран Заев тргна против левица и во тој момент кога Зоран Заев трга против левица, гласовите на разочараните ВМРО-вци веќе не одат на конто на левица, туку се враќаат на конто на ВМРО-ДПМН. Веројатно зашто левица е еден контролиран проект како политичка партија од незиното создавање од 2015 година. И покрај тоа што е мала партија, таа партија имаше турбуленции во изминативе неколку години. Јас велам вака, значи левица кога беше со кадрите како Бранимир Јовановиќ и како Здравко Савевски заедно со фронтменот сега Димитар Апасиев, беше формирана партија да ги одземе гласовите од Социјалдемократскиот сојуз, односно од левицата, како што инклинира и према самото име на партијата. Од кого контролирана? Контролирана, да речеме, од олигархија, од големи политички и бизнис интереси, создадена партија пред изборите 2016 година, кога се кршеше и паѓаше режимот на Груевски. Значи, предходниците на левица, Ленка и сите оние организации кои се бавеа со правата на работниците, најмногу беа форсирани на Телма и на Алфа. Говориме за Алфа пред продажбата на ВМРО-ДПМН, односно Алфа, која се уште под контрола на Штирионаков. Тоа значи дека телевизиите блиски на левицата, односно на СДСМ, први ги форсират овие млади дечки, Здравко Савевски, луѓето околу Ленка. Апасиев многу помалку, меѓутоа Здравко Савевски, таа екипа која остана надвор од Апасиев, многу повеќе некаде 2012, 2011, 2013 година. Така е, сега левица кога освои на изборите 2016 година 12.000 гласа, можеби заврши некоја работа за ВМРО-ДПМН, бидејќи разликата меѓу ВМРО и СДСМ беше 15.000 гласа. Но јас тоа го велам, имаше прекршување во самата партија, кога партијата драстично го смени курсот, кога партијата се расцепи на две крила, едното е крилото предводено од Димитар Апасиев, кој денеска е, да речеме, легитимно запишано во Централниот регистар дека он ја води партијата, другото е разочараното крило на Здравко Савевски. Од тој момент, особено турбуленциите околу промената на уставното име, кога Димитар Апасиев застана не со протести, но јавно против промената на името, против НАТО и против Европската Унија, левица, например, стана само името да стои формално правно да биде левица, многу поише веќе во јавноста се промовира како партија која ги
придобива десничарските гласови. Ако видиме Блауче, гледате таму кај левица, претежно секојаш идеологијата, освен на Пасев, ја давале луѓе блиски на Ѓорги Иванов. Дали Гордана Селјановска, дали Билјана Ванковска, дали самите структури на Ѓорги Иванов. Сега на социјалните мрежи гледаме дека таа структура на Ѓорги Иванов или таа завиша филм структура на Синиша Алексовски фронтално удира на левица во еден временски период. Значи дека ја добија налог од централата на ВМРО-ДПМН на Христо Татарчев безброј, па дури на телевизија Алфа и на медиумите под контрола на ВМРО-ДПМН, левица мислам дека се нема појавено од изборите наваму. Така е, видете ги изјавите, например, не само изјавите и на пратеници од овој актуелен состав на ВМРО-ДПМН и на луѓе кои инклинираат цело време, бидејќи зошто Заев би му помагал на Мицковски, нели? Тоа е клучното прашање. Ако Заев излегол и фронтално, во форма на реторичко прашање, што ако јас кажам дека ви помагав да се формирате, ви давав пари, ви давав логистика и така натаму, нели упатено до Матасиев, зошто Заев би му помагал на Христијан Мицковски да си ги врати тие гласови од левица, ако може да си ги врати? Бидејќи на Заев веројатно во моментот му одговара на местото председател на ВМРО-ДПМН да биде Христијан Мицковски. Јас тоа сум го пишал и во своји колумни. Каков Христијан Мицковски, се извинувам? Контролиран Христијан Мицковски? Анти-ЕУ, анти-НАТО, антиевропски настрој. Ако тие анти-ЕУ, антиестаблишментски, антизападни гласови, наместо на конто на ВМРО, отидо на конто на левица. ВМРО-ДПМН ќе беше исчистена партија. Тогаш Мицковски ќе можеше да каже јас сум европски политичар, модерен политичар. Тогаш меѓународната заедница немаше да смета само на Зоран Заев кој го држи клучот на Европа во свој раце, туку ќе можеше да смета и на Христијан Мицковски. Апсолутно, бидејќи се уште со нападот на левица, се извинувам, со нападот на левица Зоран Заев сакаше тие екстремно десни гласови кои се проруски, анти-ЕУ и анти-НАТО да останат кај Христијан Мицковски да не може да направи ребрендирање на партијата. Така е, да направи едно чистење, едно филтрирање на партијата и истата партија во очите на меѓународната заедница веќе да биде восприемана како модерна, десна, конзервативна партија која би водела проевропска, не само декларативна, туку и реално проевропска политика. Само да напоменам, се уште и после 3,5 годишно владење на Зоран Заев, во изјавите на СДСМ гледаме дека се поистоветува работењето и функционирањето на ВМРО-ДПМН дека е под команда на Никола Груевски. Тоа уште пали како сентимент кај народот и веројатно Заев има стратегија цело време да дозира дека Христијан Мицковски е контролиран од Никола Груевски, пребеганиот криминалец во Будимпешта, контролиран од руски, од унгарски, од да речеме анти-НАТО и анти-ЕУ структури. Ајде да прошириме малце сликата. Зошто на Виктор Орбан, а тоа се пари на Виктор Орбан и на олигарси блиски на Виктор Орбан, би им одговарало финансиски. Тоа се некаде 7-8 милиони евра кои се дадени во изминатите 2,5 години во медиумите под контрола на ВМРО-ДПМН или како ги велат унгарските медиуми во Република Македонија. Зошто Виктор Орбан би давал пари во тие медиуми? Бидејќи логички претпоставува дека еден ден ќе заврши неговата политичка кариера. Како што и гледаме пред 4 дена анкетите, Орбан прв пат губи од здружената опозиција. Така, тоа е некаде. Што изгуби во Будимпешта на локалните избори. Во Будимпешта пред година и пол дена. Значи на прв пат на анкети објавени се пред 4 дена, Орбан со неколку проценти губи за здружената опозиција. Што ќе прави Орбан? Ако ги изгуби изборите, ќе може да остане во Будимпешта, во Унгарија не. Во Русија е скапо, Турција нема да го прими бидејќи тај Пердоган има проблем како да остане на власт со на топло-ладна политика кој игра со американците, му останува Македонија. Значи Ердоган од себични причини инвестира во медиуми и во ВМРО-ДПМН во Македонија, по евентуално губење на избори во Будимпешта во Унгарија да има каде да јади гулаш тој, односно да јади тавче гравче. Тоа е суштината. Значи не е Никола Груевски само проектот. Проектот е ВМРО-ДПМН и каде Орбан по губење на избори во Унгарија ќе може да си го троши капиталот и да си го чува капиталот. Тоа е веројатно нивна погрешна стратегија дека тие верува дека со промената на уставното име, со урушувањето на специјалното јавно обвинителство, со аферата Рекет, дека толку е урнисан и толку е минимален рейтингот на Зоран Заев, верувајте, тие беа убедени дека ќе победат на изборите на 15 јули. А видоа дека тоа не се случи и дека и покрај све во изминативе 3,5 години што се случи на штета на Зоран Заев и на политиките кои тој ги водеше,
тие не успеа да добијат власта во Македонија и да ја превземат власта, од тука нив стратегијата треба да им се смени драстично, како што говоревме до сега. Не можете вие, например, да повторувате една иста работа, а цело време да добивате негативен резултат и да сметате дека на крајот таа работа ќе ви се исплати. Само уште ова да докажам. Значи, они, ако ВМРО ДПМН сака да дојде на власт, мора да го тргне балукот од груевизмот, кој е надвиснат и над Белата палата, и над Христијан Мицкоски, дека и во извршниот комитет, и пратеничката група, него му е се уште контролирана партијата, целосно под контрола на Никола Груевски. То се вика превртено огледало. Ако вие всушност правите се она што правил Заев за да дојде на власт, и ако Заев проблематизирал образовни реформи, ќе проблематизирате ви образовни реформи. Ако Заев правил бојкот на парламентот, ќе правите ве бојкот. Тоа се вика, нели, превртено огледало. Меѓутоа, со таа политика и со контингент на албански гласови Заев ги изгуби изборите 2016 година со 2 пратеника. Така да ова политика која е спроведува сега ВМРО ДПМН, која е копи-пейст политика на тоа што Заев го правеше за дојде на власт, повторно ВМРО изгуби со 2 пратеника. Таа политика вас не може да ви донеси победа. Тоа ВМРО ДПМН треба да го свати. Значи, за ВМРО ДПМН да победи на избори мора да се врати во процесите. Тие се надвор од процесите. Тие гласови што требаше да ги пуштат кај левица, тоа требаше сами да го направат. Не левица да им ги земе. Да се рафинира партијата и левица да биде етикетирана како единствената анти-НАТО, анти-ЕУ политичка партија. Северна Кореја, Иран и така натаму. Про-Советски сојуз, про-Сталин, про-Ленин. Руски вакцини се тоа. Само да направиме ние мала дигресија. Бидејќи Мицкоски не може да контролира така драматично различни контингенти во својата партија. Он го ја нема таа политичка умешност кој што имаше Никола Груевски со пари и со менаџирање тоа да го контролира. Ова е политичар кој не знае тоа да го прави. Ама видете, јас сум да речеме релативно млад, вие сте искусен новинар. Во опозицијските години и денови на Никола Груевски, од 2003 до 2006 кога дојде на власт, Никола Груевски водеше една политика. Не збореше за политика. Не само што не збореше за политика, он беше про-НАТО, про-Америка и проевропски човек за да им се додвори за они да му направат поддршка за да дојде на власт и да ја смени владата на СДСМ и на Владо Вучковски, како што сте напоменали тоа на целокупната македонска јавност им е јавно, дека со поддршка на Джилијан Миловановиќ која го убедувала Тито Петкоски, Груевски е новиот проевропски, проамерикански. Сакам да кажам, Мицковски во неговите опозицијски денови, он го покажува своето вистинско лице, дека он, например, не оди по курсот на Европската унија и на Америка. Значи, Груевски и да фингирал и да глумел, он бил доволно интелигентен, без разлика каков и да е. Ке Мицковски малце потежок проблемот. Мицковски може да биде и проевропски, про-НАТО политичар. Тој веројатно и се чувства прозападен политичар. Меѓутоа во оној момент кога ЕУ и НАТО, тој знаете кога на дете кој ќе му земете играчка, во оној момент кога ЕУ и НАТО или некој западен амбасадор нема да каже тоа што Мицковски сака да го слушне. Тогаш Мицковски почна околу дете да се љути и да води анти-НАТО политика. Особено што видите, Ангела Меркел, германската канцеларка во заминување, пред референдумот, како што памтиме, дојде во Скопје. Таа имаше состанок и со Христијан Мицковски во германската амбасада. Јас како што имам информации, тој ветил дека ќе го поддржи или во најмала рака ќе излезе на гласање кога повика членството и гласат против. Мицковски немаше да излезе ни на избори 15 јули. Ако Верхај, комисарот, еврокомисарот за проширување, не се јавеше да притисне да инсистира. Значи, под притисок на Будимпешта и на Унгарија, Мицковски ВМРО ДПМН излегуваат на изборите. Тоа значи дека Будимпешта и Унгарија, не Никола Груевски, туку Виктор Орбан има контролен пакет во ВМРО ДПМН. Затоа и она средба, се извинувам, кај што се Александар Николовски, Христијан Мицковски, министерот за надворешни работи Сјарто и Виктор Орбан, кај што тој пред него на маса има листови хартија. Тоа се листови хартија кај што има документи, докази колку пари се потрошени маđarски за финансирање на медиуми под контрола на Виктор Орбан, на медиуми под контрола на ВМРО. И резултатите се уште да видите во опозиција. Се никакви. И тоа прави незадоволство кај Виктор Орбан. Кога се прави оваа турнеја, кога Христијан Мицковски заминува на средби со Виктор Орбан, со Јанес Јанша и подоцна со Андреј Пленковиќ, таа турнеја има задачи 2 или 3, најмалку 2 или 3 задачи. Прво да се врати со вакцини. Затоа со оние вакцини кои Вучич ги дава за Република Македонија. Некој му има дигнато телефон на Вучич и му има речено од оние Pfizer вакцини што ти имаме дадено 8.000 ќе даеш во Македонија, бидејќи Мицковски оди во Будимпешта и во Словенија да се врати со вакцини. Второ, тогаш е инаугурацијата на Џо Бајден.
Предпоставувам дека амбасадорката Кейт Милибърнс немаше да го покани Христијан Мицкоски да заедно ја следат инаугурацијата на Џо Бајден. Тој ќе требаше да објаснува зошто не е присутен таму. И трета работа се договори со Виктор Орбан. Значи тоа се трите мотиви зошто тој не е присутен тогаш во Република Македонија. Ама видете, на пример, ако гледаме вака, Христијан Мицкоски и да бил притиснат од Будимпешта, резултатот е тоа дека ВМРО ДПМН не дојде на власт, односно продолжи политиката на владење на СДСМ. Од друга страна, со бојкотот на изборите локални во Штип, Христијан Мицкоски веројатно ќе оди и на бојкотирање, се поставува прашањето дали ќе има моќ внатрешно тоа да го издействува, а и да добија поддршка, да речеме, од некои други надворешни сили да ги бојкотира изборите локални што треба да се случат на есен и да предизвика една политичка криза во Република Македонија, се со цел да си го зачува лидерското место во ВМРО ДПМН. Информациите одат дотаму што Христијан Мицковски ни подразно не сака да понесе политичка одговорност за изборните порази и на парламентарните избори и на претседателските избори. Го пушти Игор Јанушев низ вода како генерален секретар, да напоменеме дека он никаква обврска не превзема ни како генерален секретар на катастрофално изгубените локални избори. Сега се поставува прашањето само што се извинувам, значи прво Игор Јанушев не беше прв човек на Републичкиот изборен штаб. Значи некаде на 6 месеци пред изборите Христијан Мицкоски го менува Игор Јанушев и самиот Христијан Мицкоски, бидејќи шпицен кандидат, е всушност прв човек на Републичкиот изборен штаб. Одговорноста на кој падна? Втор пат падна на Игор Јанушев, нели се поднесе одговорноста. Така е. Значи втор пат Христијан Мицкоски бил прв човек на Републички изборен штаб, прв пат беше на локалните избори 2006 година и беше носител на листа во Скопје, подоцна беше нели на изборите 2020 година и имаше два пати изборен пораз, не поднесе одговорност. Од друга страна, ВМРО ДПМН во изминативе 30 години е партија која никогаш не заглибила толку длабоко во опозиција, па дури и 94-та кога ги бојкотираат изборите, после еден мандат на СДСМ они се враќаат на власт. Значи со оваа тенденција, ако Христијан Мицковски не обезбеди макар еден советник повеќе на советите на локалните избори, на листите во наесен на изборите, он веќе со два последователни изборни порази на локалните избори и два мандати на СДСМ го тера или го турка патот на ВМРО ДПМН да биде во длабока опозиција како што беше СДСМ. Но членството на ВМРО ДПМН не е навикнато, едноставно не знае да функционира толку длабоко во опозиција. Се поставува прашањето дали Христијан Мицковски, како што е напоменато, има елементарно чувство на припадност кон таа партија, од проста причина, колку што знаеме, тој човек ги нема поминато сите оние внетрепартиски структури да бил член на подмладокот. Дали на Христијан Мицковски едноставно му е јасно дека со водењето на негово челно место на таа политичка партија, доколку вие обезбедите уште еден пораз, а не понесете одговорност, дека ВМРО ДПМН може да едноставно имплодира на неколку шави. Сега сакам да постам едно прашање, едно дилема, само што ова Не, имате тези кои мораме да ги. Значи прво, ВМРО ДПМН е составено од најмалку два дела. Еден е антизападен, еден е прозападен дел. Тие делови тешко комуницираат помеѓу себе. И се гледа во јавноста сега. Значи тешко комуницираат се во еден сериозен конфликт и тоа не се сега во конфликт се 30 години. Меѓутоа сега преку социјалните мрежи, преку овие средства за информирање, тој конфликт е видлив. Затоа ќе има два конгреси веројатно таа партија, за да ќе има одредени проблеми околу конгреси, ќе се најават конгреси и така натаму, кој го има печот и така натаму и така натаму. Кога правите анализа на Мицковски, освен политичка, треба да правите психолошка анализа на профилно одредена личност. Значи нема лимит кај Мицковски колку тој може да издржи понижување да остане на чело на ВМРО ДПМН. Значи кога правите анализа, велите ако изгуби уште едни избори тој ќе се повлечи, нема да се повлечи. Ако не го притиснат и ако не го натерат, ако се уште има контрола на портирот на вратата и на шести спрат на влезот во неговата канцеларија, тој никош нема да се повлечи. Тој ќе биде како Византија, знаете. Тој во моментот функционира како Византија пред незиниот распад или до кој беше тама 453 година, вие сте историчари, знаете таа работа. Византија остана да биде само во Цариград. Така. Како што ВМРО ДПМН ќе остане да биде белата зграда. Така, ама како функционираше Византија? Со платена војска. Како функционира Мицковски? Со унгарските пари, со тие 2 милиони евра кои му ги дава Зоран, и со ботовите на социјалните мрежи, ги плаќа и со одредена платеничка армија те успева да денонцира секој кој му се спротивстава. Тоа е структурата на функционирање на Христијан Мицковски. Ама се поставува прашањето, да речеме, политички новинари, политички аналитичари кои инклинирале према ВМРО ДПМН. Цело време ја буткаа тезата. Ама што ќе прави Владко Ѓорчев? Ама не, сидам, што ќе прави Владко Ѓорчев? Не е пратеник, има 5 деца, колку деца. Што ќе прави Александар Пандов? Видите.
Тој беше тука пред 2 недели. Јас не мога поставив тоа прашање бидејќи беше доволно изгазен и немаше потреба да го поставам. Се уште веруваат дека они може да победат? Не веруваат. Им плаќа. Зимаат плата во партијата. Вежи конјак де ти газда каже, значи да нема, вие немојте да правите големи филозофии и политики, тоа е многу практично. Ги плаќа, прво не ги става на листа, за да му купуваат лојалноста потоа. Прави зависни, ги плаќа и подоцна ги контролира. Апсолутно, но сакам да ја поставам тезата. Тие аналитичари и тие новинари верила една теза дека левица со надоаѓањето на левица, изголемувањето на рейтингот, левица ќе стане новата Сириза, а СДСМ како политичка партија ќе стане ПАСОК. Тоа имаше една мантра која се пушташе во медиумите како што велите под контрола на Будимпешт. Но се поставува прашањето, со ова надоаѓање на зголемување на рейтингот на левица, дали левица ќе стане на вистина Сириза? Што ќе се случи? Хипотетички. Што ќе се случи? А Пасиев ќе биде Ципрас, но дали ВМРО ДПМН ќе биде ПАСОК? Okay. Со ова што се случува, ВМРО ДПМН е таа партија која што го ќе се рони случи? Што ќе се членството и случи? гласачкото тело? Што ќе се благодарение на случи левица? ако одредени независни листи за кои луѓе на Бранко Царенковски преговарат со ВМРО ДПМН ги договорат со партијата Левица? Што ако се направи на таква комбинација, бидејќи има одредени елементи врз база на кој може да се направи таква комбинација, одредени луѓе блиски на Бранко Царенковски да дојдат на листа на партијата Левица за градоначалнички избори, советнички избори така натаму. Тогаш би биле на некои принципи автономска Македонија, антибугарска политика, албанците не сме комунистичка историја на Македонија, ресентимент за Што ќе прави Зоран Заев? Што ќе прави Зоран Заев? Ќе да се вратиме малку на Зоран Заев, нели? Го анализиравме Христо Мицкоски. Што ќе прави Зоран Заев ако Левица влезе во комбинација со Бранко Царенковски? И дали ќе влезе во комбинација со Сашо Мијалков, Зоран Заев. И дали нападот на Зоран Заев на Левица е почетокот на нападот на Зоран Заев на Бранко Царенковски на конгресот кој ќе биде со непосредно гласање, тој го повика Бранко Царенковски, значи дека на Зоран Заев му треба антипод и во рамки на СДСМ. Не му треба антипод само во рамки на политичката сцена да е тоа Христијан Мицкоски, туку му треба и во рамки на СДСМ. Тој е про-ЕУ, про-западно, про-НАТО ориентиран и така натаму. А Бранко е СЕО на претходно. Значи таков конфликт на Зоран Заев му треба и во рамки на СДСМ. И тој го прави. Значи вие видите со интервјуто на БГ што го даде и изјавата на Бранко Црвенковски дека го замрзнува членството, не видовме ние некој голем потрес. Едноставно верувам дека Зоран Заев ќе оди се во насока на зацврстување на својата моќ внатре во партијата, значи тоа што го нарекуваат некои наши познати аналитичари и политичари да го наметне струмичкиот концепт кој владеел 12 години во Струмица на ниво на рамките на партијата, на сите општински организации на национално ниво. Кога говорите струмичкиот концепт, струмичкиот концепт не е само концепт на конфликт на Зоран Заев со ВМРО ДПМН. Туку Зоран Заев сите противници во Струмица, Цветанка Ивановска му беше противник во Струмица, Коста Костадинов му беше противник во Струмица. Ги инкорпорираше во своите структури. Прво веројатно ги поразува, ги крши или не знам. И ги купува со функции. Купува со одредени функции, пари, станови, така натаму и така натаму. Така, тоа е суштината на струмичкиот концепт. И тој струмички концепт кој тој го правеше во Струмица, веројатно го инсталира сега во врвот на СДСМ. И го прави се со цел на крај во тој судир, во таа да речеме битка на двата гиганти во СДСМ, тоа е Зоран Заев и Бранко Црвенковски, он ќе ги донесе работите внатре во партијата до точка на вриење, едноставно да се застане или на негова страна или на политичката страна кој Бранко Црвенковски. Има еден многу сериозен проблем струмичкиот концепт, а тоа е дека е криминален концепт. И тие криминални приказни од Глобал 2008 година па нааму секоја се лепат за Зоран Заев. И Зоран Заев го пушти специјалното јавно обвинителство низ вода, не направи ништо да го зачува и да го заштити специјалното јавно обвинителство, кој во основа не беше негов проект, беше проект на меѓународната заедница. И сега видиме како ќе се однесува во однос на министерот за правда Бојан Маричич, бидејќи нападите што почна на Бојан Маричич асоцираат на нападите на Кати Ценева. Бидејќи Бојан Маричич многу поинтелигентен од Кати Ценева, веројатно нема да можат Бојан Маричич да го снима, да го права, да го корумпират кој што ја корумпира Кати Ценева, но ќе има фронтална пресметка не само на ВМРО ДПМН, не само на Орбан структурата во Будимпешта, туку и на Орце Камче структурата. Ќе видиме како ќе се однесува Зоран Заев, 111 место. Така. По корупција е место со кое не само што не може да се фалите, туку треба сериозно да се срамите и да бидете загрижени, бидејќи амбасадорката на Америка е амбасадорка во држава која е на 111 место според корупција. Апсолутно се согласувам, особено што
едва и обстанувањето на Зоран Заев на власт после изборите 15 јули, каде што видовме ние пат од 100-130 гласови на контото на СДСМ од изборите 2016 до изборите 2020, е апсолутно разочарано гласачко тело од неиспорачуваните ветувања од шарената револуција дека ќе дојде правда, за да има мир, нема правда. Корупција е воопштина корупцијата, значи како тема за која се дебатира и за која се гласа, е клучна во прва изборна единица. Вие не може да победите во центар, во Карпаш, овде во Аредон. Дури верувајте, Зоран Заев изгуби многу помалку гласови врз база на променувањето на уставното име, најмалку, отколку на неиспорачуваните на перцепцијата на граѓаните дека ништо не се смени. Дека едноставно го заменивме режимот на Груевски, а вие не испорачавте резултати дека ќе има бројчаник, парите ќе се вратат и дека луѓето ќе завршат во затвор. Ако не направат нешто на тој план, тие немаат политичка иднина. Односно, политичката иднина им дава само Христијан Мицкоски. Бидејќи само ваков Христијан Мицкоски му остава на Зоран Заев да го има европскиот клуч во свој раце. Така, и цело време да мантра дека СДСМ прави се, да ги испочитува договорите со Бугарија и Грција, и СДСМ таа што го носи бајракот напред Македонија да оди во Европска унија. Ова е фудбалскиот терен. Еве, фигуративно, метафорички кажано. Вие на овој фудбалски терен може да играте, може да не играте, да бидете на трибините. Може да играте добро или да играте лошо. Зоран Заев е во фудбалскиот терен и игра многу лошо. За среќа на Зоран Заева мора да помане на трибините после 27 април 2017 година. И не може никако да може и никако ВМРО да помане не може да се врати на фудбалскиот терен. Тоа е проблемот на Христијан Мицкоски. А тоа е среќата на Зоран Заев. Судијата меѓународната заедница не му дозволува една ваква коруптивна криминална политика која се спроведува, која е веројатно помалку коруптивна и криминална од времето на ВМРО ДПМН, но е коруптивна и криминална, 111 место, знаете, не може да биде поразена и со промена. Алтернатива во очите во ликот на Христијан Мицкоски не може да победи на избори. Тоа цело време го кажам. Другото прашање. Како Христијан Мицкоски не си го постави самото прашање некој не може со работници да му каже како Гордана Силјановска-Давкова во вториот круг на претседателските избори освои 377.000 гласови, он не беше капацитетен истите гласови да ги преповтори и на тој начин ВМРО да помане истите, ама он се фали дека тие гласови се чисто етничко македонски гласови. Да речеме во ред, што не верувам бидејќи тема и ромски и турски, но он освои 313.000 гласови. Само да ги преповтореше гласовите на Гордана Силјановска-Давкова. Гордана Силјановска-Давкова. На власт. Гордана Силјановска-Давкова е една од причините на политичкото пензионирање кое ќе следи на Христијан Мицкоски. Точно. Така да Гордана Силјановска-Давковска не е модел кој треба да се следи. Не реков да се следи, само требаше да ги преповтори незините гласови и да дојде на власт. Ма видите, бројките не се секогаш клучни. Ако вие промашите стратегијата, вие бројките може да ги имате поголеми или помали, ќе завршите политичка пензија. Тоа е проблемот. Бројките се тактика. Овде говориме за стратегија, како тој да се врати на власт, а на власт не може да се врати со Гордана Силјановска-Давкова, со Ѓорги Иванов, со Синиша Левскоси, со таа структура. Со таа структура анти-НАТО и анти-ЕУ во срж и во суштина. Значи тоа се не само што се анти-НАТО и анти-ЕУ, тоа е фейк ньюс структура. Не само што се тие фейк ньюс структура, туку го направи Мицкоски да биде фейк ньюс структура. Така е дефинирано од Европската комисија, од Европската унија, неговиот Facebook профил, видите. Лидер на опозиција дефиниран дека е носител или имател на фейк профил. Тоа е целата. Така е. Ма проблемот е тоа што и покрај тие што декларативно ги напоменавте се за Европска унија и за НАТО, верувајте, странците и меѓународната заедница точно знаат кој на терен работи за интегрирање на Македонија во НАТО и во Европска унија. Ѓорги Иванов само во устата имаше некои декларативни фини заложби за влез на Македонија во НАТО и во Европска унија. Ѓорги Иванов беше човек кој се восхитуваше на рускиот начин на модел на владење на Путин, на турскиот начин на модел на владење на Ердоган. Едноставно не можете вие како мали деца странците да ги лажете. Или имате чиста, вистинска мисли и политика од Македонија, односно од вашата партија да биде проевропска, про-НАТО и про-демократска структура, модерна, конзервативна, десна партија, која целото општество напред ќе го влече едноставно за интегрирање на Македонија во тие структури, или ќе работите све тоа да го спречите, а само ќе имате декларативни заложби. ВМРО ДПМН, низините челници од 90-та година викаат ние сме про-ЕУ и про-НАТО партија, но во суштина на терен работите не стојат така и тоа странците го нотираат и тоа го знаат. И затоа Зоран Заев, како што велите, криминален и со катастрофални резултати на 111 место на корупција,
он се уште го носи бајракот дека он е единствената алтернатива во очите на меѓународната заедница Македонија да ја граби напред во Европската унија. Вите благоче. Например, Стево Пендаровски излага и вели дека тој не би имал ништо против да се одложи пописот. И со одлагањето на пописот вие правите проблем во коалицијата помеѓу Зоран Заев и помеѓу Али Ахмети. Очигледно е дека Зоран Заев гледа дека моделот за контрола или придобивање на албанските гласови со Беса не му дава резултати, ни со Мухамед Закири. Тоа се покажа на изборите на 15 јули. Ако не крахираше моделот на Беса и ако не крахираше моделот на Мухамед Закири, бидејќи моделот на Мухамед Закири е кампања против Дуи и против Али Ахмети. Ако вие коалицирате со Дуи и со Али Ахмети, тогаш Мухамед Закири вас ви е непотребен, затоа тој го трга, го става на некоја функција генерален секретар на влада, а всушност е изолиран на политичката сцена. Бидејќи не му помина и му крахираше моделот за добивање на албански гласови, Зоран Заев сега сака да ја бетонира коалицијата со партијата Дуи. Можеби не со Али Ахмети, туку со партијата Дуи. Добри односи има и со Фатмир Бесими, добри односи има и со Бујар Османи, добри односи има и со веројатно Артан Груби. Ќе видиме наскоро на локалните избори дали ќе имаат заеднички листи. Можно е додат заеднички листи, значи можно е додат на заеднички листи. Како еден пилот проект за наредните парламентарни избори да има измешани листи. Стево Пендаровски со барањето за одлагање на пописи сака да го отежни формирањето на заедничка коалиција помеѓу Али Ахмети и помеѓу Зоран Заев. Од своји себични причини, бидејќи Стево Пендаровски размислува веќе за 2024 година кога ќе бидат новите председателски избори. За 2024 година размислува и Зоран Заев. Бидејќи тој смета дека веќе со 2 премиерски мандати завршува премиерската кариера и треба да има председателска кариера. Значи, траекторијата на политичката кариера на Бранко Цренковски. И тој конфликт помеѓу Стево Пендаровски и Зоран Заев ќе се заострува во наредниот период. Стево Пендаровски ќе сака да се доближи до опозицијата, ќе сака да се доближи до албански структури, ќе сака да се доближи до одредена шарена револуција така натаму и да биде политички конкурент на Зоран Заев. Уште лани му реков на лани во емисија му порача на Христо Мицкоски, патот до власта ти е преку комуникација со Стево Пендаровски. Тој отиде и се скара со Стево Пендаровски. Така е. Значи, ако видите и Стево Пендаровски во изминативе 2 години, не е тој председател фикус како што беше Ѓорги Иванов и секоја одлука на владата. Стево Пендаровски човек на Бранко Цренковски. Така е. На длабоката држава што кажувате, така е. Стево Пендаровски човек на Бранко Цренковски, точка. Зоран Заев последниот ден го номинира Стево Пендаровски. Од кому се закануват дека ќе одат како независен кандидат. Луѓето на Бранко Цренковски, структурата на Бранко Цренковски работи со 2 личности. Со Живко Мукетов од Алколит, кој тоа не го прифаќа, и со Стево Пендаровски. Ако Стево Пендаровски не беше номиниран од СДСМ, ќе излеше сам на председателските избори. Така и веројатно требаше да е кандидатот и ќе победеше Гордана Селјановска. Така, од кујните на Зоран Заев требаше да е кандидатот или про Зоран Заев кандидат да биде Оливер Спасовски. Работата е што Стево Пендаровски сака да се допадне на јавноста дека и покрај тоа што бил и носител на листа и пратеник од СДСМ, учесник во шарена револуција, сега и номиниран и избран председател од редовите на СДСМ, тој не остава простор да почнат луѓето едноставно да го поимаат дека ово е фикус кој Зоран Заев го одгледува како што Никола Груевски го одгледуваше фикусот Ѓорги Иванов. Значи дава и некои изјави кои се напротив тежа на Зоран Заев и сака да биде обединител. Затоа тој ги повикува лидерите на политичките партии да се представи дека тој е над нив и по функција. Тука е краткорочност, односно кратковидоста на Христијан Мицкоски. Тој не гледа конфликт помеѓу Стево Пендаровски и Зоран Заев. Тука е неговиот проблем. А можеби не е проблем. Можеби Мицкоски има себични причини. Смета дека комуникацијата со Црвенковски треба да ја има лично тој, а не преку Стево Пендаровски. Ама веројатно Христијан Мицкоски, лидерот на ВМРО ДПМН, не е научен да има конфликт меѓу председател и меѓу премиер од редовите на СДСМ. Тој конфликт не го видов меѓу Владо Пучковски и Бранко Црвенковски. Ова е математичка операција. Видите, прв пат начело на ВМРО ДПМН. ВМРО е многу покомплексна партија од СДСМ. Прв пат начело Поста Гавранов. Прв пат начело на ВМРО ДПМН имате вие од технички науки. Начело на СДСМ имало најчесто луѓе од техничките науки, дали бил Бранко Цренковски, само Владо Пучковски беше од Лински и така натаму и така натаму. Добро, сега Зоран Заев од економски факултет. Владо Пучковски помина многу лошо. Така е. Као лидер на СДСМ. Меѓутоа, технички науки начело на ВМРО ДПМН никош не била добитна комбинација. Бидејќи тамо бара една сосема поинаква филозофија на функционира. Па и филозофија прави од збор, бидејќи ако видите Љупчо Ѓорѓиевски е книжевник, нели филозоф,
Љупчо Георгиевски е човек кој разбираше субстанцата и суштината на ВМРО ДПМН и затоа водеше политика, ме разбирате. Не можете вие со математички прецизна политика, која на крајот на денот, односно после изборите, математичката прецизна политика не ви излегува ЕСАП-ото дома на пазар и не може да дојдете на власт, вие да ја водите ВМРО ДПМН. Ако направиме математичка прецизна анализа, да не беа гласовите на Бранко Црвенковски, Христијан Мицкоски, ки имаше многу помалку од 320.000 гласи, тоа е една работа. И второ, да не потврлеше Бесе и Мухамед Зекири. Зоран Заев се имаше таа разлика од 7-8 пратеници на изборите на 15 јули. Значи, разликата од 2 мандати се должи на гласовите на Црвенковски, на луѓето на Црвенковски кои гласа за Христијан Мицкоски и работеа за Христијан Мицкоски, и крахот на стратегијата коалицирање со Беса и Мухамед Зекири, кои албански гласови не дојде на контрол. Зоран Заев се преценил дека овој пат Мухамед Зекири и Беса може да му донесат многу повеќе. И тоа го свати. И го увиде, бидејќи ако сега видите бара листа со ДУИ кај што ќе има над 61 пратеник. Видите, тоа е секогаш мачот кој виси над главата на ВМРО ДПМН. А Зоран Заев тоа го посакува. Знаете, мора да има раздвојување на председателски и на парламентарни избори, се извинувам. Мора да има раздвојување. Ако нема раздвојување, председателски парламентарни избори ќе се случат 2024 година. Зоран Заев ќе направи предвремени избори и од функцијата премиер, кој контролира власт, кој контролира партија, доди на председателски избори 2024 година. Нешто слично како Бранко Црвенковски 2004 сака. Апсолутно. Значи Стево Пендаровски тоа го знае и го гледа. Конфликтот помеѓу Стево Пендаровски и Зоран Заев ќе биде токму тоа прашање. Тие не ја гледаат 2021, 2022, ја гледаат 2024 година. И двајцата ја гледаат 2024 година. Бидејќи тоа ќе зависи и на едниот и на другиот во кој правец ќе се движи политичката кариера и траекторија на нивниот политички пат. Како што напоменавте, ако интенцијата на премиерот Зоран Заев е да ја круни со својата политичка кариера од градоначалник, премиер 2 мандати и председател, тука ќе му се постави на таа негова амбиција, амбициите на Стево Пендаровски за втор мандат. Но, од друга страна, ако гледаме ние, например, ВМРО ДПМН како политичка партија мора да изгради еден начин на противење на политиките на СДСМ, да најде против одговор на политиката на СДСМ и тоа да го увиди, да речеме, неколку години однапред да го увиди, да направи стратегија како би можела ВМРО ДПМН да дојде на власт. Како што кажав, математички прецизни анализи на ВМРО ДПМН, ЕСАП од дома на пазар не излегува, бидејќи вие не можете да сметате само со етничко македонски гласови дека ќе може да дојдете на власт. Од друга страна, 2016 изборите, СДСМ, да бидеме реални, честни пред јавноста, со 40-50 илјади етнички гласови на своето конто, кога се рушеше режимот на Груевски и покрај тоа што не успеа да победи на изборите, успеа да дојде на власт. Таа политика на Христијан Мицкоски перманентно, само што ова да докажам, перманентно докажување дека ВМРО ДПМН победил во етничките македонски гласови е губитничка и штетна политика. Тоа што ние го говориме цела емисија дека тоа сврзување и спојување на ДУИ со СДСМ, тоа може да биде проект на меѓународната заедница на исчезнување на етничките партии или партиите со етнички презнак кои 30 години ја делат Македонија на етнички политички блокови. За да може да направите добра политичка анализа, ќе треба да видите кој финансира одредени проекти. Кој го финансираше проектот Пешарена револуција? Тоа го финансираше меѓународната заедница. Што е мокта на Христијан Мицкоски? Унгарските медиуми. Кој ги финансира унгарските медиуми? Виктор Орбан. Зашто ние говориме? Значи, сакам да кажам. Зашто ние говориме? За да направите добра политичка анализа, треба да направите проценка. Кој ги финансира проектите? Тука беше меѓународна заедница, тука е Виктор Орбан. Виктор Орбан ќе дојде неминовно во конфликт со администрацијата на Џо Бајден, значи прашање на време. Кога ќе дојде во конфликт со администрацијата на Џо Бајден, целата таа машинерија финансирана од Виктор Орбан ќе крахира во Република Македонија. Така. Ќе крахира главната предност на Мицкоски во однос на неговата конкуренција внатре во ВМРО ДПМН. Тоа е суштината на процесот. Политички наивно и неинтелигентно, инфантилно. Од друга страна, Зоран Заев со 111 место ќе ја губи поддршката на меѓународна заедница. Така е, не испорачува реформи. Меѓународната заедница сама ќе почне бара сега алтернативни решенија. Ако не може да ги најди во СДСМ, ќе ги побара во ВМРО ДПМН, но тоа нема да биде Христијан Мицкоски. Гледате, вие во двете партии ќе ви се случат одредени тектонски процеси. Се случуваат турбуленции и промени. Само сакам да кажам, Зоран Заев за разлика од Мицкоски тоа го гледа
предварително како што кажа. и прави конгрес доека се уште може да победи на одреден Затоа конгрес. реков, Христијан Затоа прави Мицкоски не може да конгрес гледа со гласање на нанапред. цело членство. За да добие може да поголем покаже, легитимитет. па да, за да може да покаже дека има довербата на цело членство. Така, Христијан не само Мицкоски од тоа не го представени. гледа и бега од конгрес. Значи, во двете партии, значи меѓународна заедница бара алтернатива, бара и во СДСМ, бара и во ВМРО ДПМН. Заев тоа го гледа и сака тоа да го ескивира, да го анулира. Мицкоски не го гледа и се залетува како возач на некој руски камион директно во меѓународна заедница. Тоа е разликата. Мицкоски е против пописот. Пописот им е круцијален на албанците да се случи во април. Он вика ние ќе го бойкотираме или нема да ќе го повикаме нашето членство да го бойкотира пописот. Од друга Пописот е страна круцијално да се случи за македонците, Така да се е. извинувам, доста бе само за албанците. Така е, се Абе се согласувам. уморивме да Не. правиме анализи, што им одговара, ми е гајле бре, што им Така одговара. е, треба Што и им да се одговара прави. бре на македонците, кажете е, еднаш така е, мајко да му се видиме не. колку Значи сме се ние македонци. наредивте 2000 аналитичари, што им одговара на албанците, што нас ни одговара. Нас не одговара да има Да попис поби што нормално, така, кажете више 20 еднаш години. така. Така е. Сакам да кажам, он е против пописот. Од друга страна, он сакаше да направи коалиција со села за локалните избори, нели има и состанок. Како можете вие да А направите? не можеше села, односно Таравари да победи во Гостивар, ако ги немаше добиено гласовите на ВМРО да помане. врз база на Со гласовите на Никола Груевски, Таравари победи во Гостивар. Тоа треба на јавноста да и се каже. Не само да и Значи се каже, големиот Таравари победи со гласовите на режимскиот ВМРО ДПМН. И тоа треба да им го објасне на албанските Ама гласачи на доле. локални избори многу е јасно, видете како изгуби тогаш села Павоструга со гласовите на СДСМ победи Рамис Мерко. Едноставно ВМРО ДПМН ако мисли да јуде на локални избори и перманентно да кажува ние победивме во исклучително етничко македонски општини, каде што се мнозинство македонците, а СДСМ победил со гласовите на албанците, таа политика таа политика не поминува во очите на меѓународната Осто го ВМРО ДПМН. Што ќе прави Зоран Заев? Ќе застане ли зад Бојан Маричич? Видите, ова се случува со Монструм. Кај што излага Фатиме Фетаја и вели, не располагавме со други снимки, без разлика што говорил премиерот дека има и други снимки поврзани со Смилковски зори со Монструм, тоа е реванш на луѓето специјално од јавно обвинителство до Зоран Заев кој ги пушта низ вода. Ако Зоран Заев го пушти Бојан Маричич сега низ вода и дозволи на мафијата, на политичката мафија, на олигархијата, на луѓето кои се плашат од реформи во судството, бидејќи силината на олигархијата е со контрола на судство, со контрола на политички партии, со контрола на медиуми. Ако тоа не се направи, ако го пушти Бојан Маричич низ вода, тога Зоран Заев не е дел на решението, туку е дел на проблемот. Така е. Од проста причина што Зоран Заев ќе му паѓа рейтингот и може многу лесно да ги изгуби изборите поради неиспорачување на таа правда што ја ветуваше на шарената револуција 2015-2016 година. Од друга страна, и тоа 111 место не е случајно, тоа е и порака до Зоран Заев дека он конечно после 4 години мора да седне да си го реши собствениот, странците странците и нашето реформи. Ама и нашето население и функционална граѓани. држава. Така е. Вие не можете со Ама ова тоа- администрација да се членки на ЕУ Така на е, НАТО. Вие не така е. можете со вакви медиуми, со ваква држава, Со вакво судство со ваква пред се. нефункционална Така држава, е. вие да бидете членки на ЕУ Ама, на НАТО. Од две страни на Зоран Заев му бараат. Граѓаните му бараат да ги испорачат И тие меѓународна резултати, и меѓународната заедница му И бараат. тука веќе нема струмички концепт. Нема струмички концепт. Тука веќе мора да Затоа направи нешто Бојан Маричич различно. е персонално решение да покаже дали може он да се справи со тие суштински проблеми. Ако не се справи и ако тоа само биде да речеме уште едно формално шминкање на јавност и на реалноста, тогаш Зоран Заев ќе има Ки си проблем. продава мамас и корнишони И на веројатно ќе пазар во заврши некаде политичката источна, кариера западна Европа и или во веројатно регионот. може да се случи дека и на наредните избори да не може да ги доби. Верувајте, разликата во рейтингот во наредните избори ќе се гледа буквално во испорачувањето на правдата и на испорачувањето на правдата е тоа како што го напоменавте вие, функционалност на државата, функционалност на институциите на систем. Ние не може после 30 години се уште да збориме реформи, а све да има само козметички шминки и едноставно Македонија да биде банана држава третирана во очите на меѓународната заедница. Тоа последно ни го каже и холандскиот амбасадор кај нас. Ни рече да проблемот со Бугарија е голем, но вие видете си во вашиот двор средата е корупцијата што е се присутна и се ендемски и постои кај наобичната наставничка вика во основно оделение и кај докторот, каде што и граѓаните имаат менталитет на давање на корупција. Значи, ние мора сериозно веќе да размислуваме да ги решиме тие работи, а не само како мантра да збориме ЕУ и НАТО и да гледаме меѓународна политика. Лауче, фала многу.
Прашањето за Бугарија нема да го третираме во емисија, нема време, веќе 40 минути говориме, треба да има уште едно мало интервју. Се надевам ќе отвориме во рамка на оваа емисија, во некоја следна прилика за бугарската емисија, за бугарското прашање ќе разговараме. Фала многу, се најдобро. И на вас. Како викат почитувани гледачи, со ручекот ќе прекинете тогаш кога е најсладко, така ќе даде резултати и ќе може да имате диета, да изгледате убаво, да изгледате фино, да немате вишок на килограми. Затоа и ние ќе прекинеме тука кај што е најсладко. Имам уште 50 тези кои можам да ја кажам, меѓутоа треба нешто да оставиме за следните емисии. Ова беше емисијата во центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Се гледаме недела во 22 часот, до недела во 22 часот. Пријатно вечер Македонијо, каде и да си.